Дозволете ми на почетокот на оваа пресконференција да ви ја најавам новоотворената истрага во специјалното јавно обвинителство по името Тврдина. За акцијата подетално ќе ве извести мојата колешка, јавниот обвинител Ленче Ристовска. Како што кажав, на денешнава пресконференција е тематска и се однесува само на оваа истрага, од кои причини други прашања нема да бидат предмет на одговор. Цитирајќи го Уставот на Република Македонија, а конкретно членот 25, кој на секој граѓанин му гарантира почитување и заштита на приватноста, на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот, подразбира дека секое неовластено навлегување во приватноста, на личноста, на достоинството и на слободата на човекот представува повреда на личната автономија, на емоционалните чувства и на интимата во како приватна сфера на човекот. Како што кажува почитуваниот професор по уставно право Светомир Шкарич во една од своите книги, тоа што не е наменето за тугите очи и уши, како да не постои. Тоа е најсветиот закон на човековото однесување. Истовремено, извештајот на Прибе констатира дека ексклузивитетот во следењето од страна на УБК, кој го врши и наблюдува во свое име, како и во име на полицијата, Царинската управа и финансиската полиција, индиректно ја подкопува независноста на обвинителството како водач на истрагата. Извештајот прецизно укажува дека УБК не треба да има директен пристап до техничката опрема, која дозволува осликување на комуникацијскиот сигнал, а операторите треба да ги активираат и пренасочуваат сигналите до надлежните органи или до безбедносните органи само по добивањето на релевантна судска наредба и само за целите на законското прислушкување. Уште повеќе, извештајот категорично нотира дека под било кои околности не треба да се овозможи собирање на информации за политички и други цели. Тоа е и основата за отворање на оваа истрага, која е поврзана со незаконското следење на комуникациите. Во оваа прилика, сакам да истакнам дека сум особено горда на фактот што специјалното јавно обвинителство е прва институција во Република Македонија која воспостави пракса на тесна соработка помеѓу припадниците на правосудната полиција, истражителите и јавните обвинители. Сметам дека е од исклучителна важност да го потенцирам ова, поаѓајќи првенствено од фактот што истражителите представуваат еден од столбовите на кои се заснова ова обвинителство, а потенцијалот на истражителскиот кадар несомнено многу придонесе во досегашната работа на ова обвинителство. Ова особено заради тоа што истражителите, користејќи ги законските овластувања кои им се дадени, имаат исклучително важна улога, особено во предистражната и истражната постапка и во голем дел придонесуваат во обезбедувањето на докази неопходни за натамошно успешно водење на кривичната постапка. Оттука, специјалното јавно обвинителство, како тим на индивидуи кои покрај капацитет поседуваат и висок степен на свесност за заедничка одговорност која е пред нас, ќе продолжи да работи сплотено за да ја овозможи на оваа институција да ја постигне зададената мисија што представува и наша единствена цел. Во оваа насока сакам да се произнесам и во однос на неовластеното пуштање на социјалните мрежи на приватни разговори помеѓу одредени сегашни и поранешни функционери. Ги повикувам засегнатите поединци да дојдат во специјалното обвинителство за да поведеме соодветни кривични постапки. Истовремено ги повикувам сите кои поседуваат незаконско прибавено аудио и друг вид на разговори помеѓу одредени лица, истите да ги достават во најкратек можен рок до специјалното јавно обвинителство.